Почитувани медиуми, добро дојдовте на новата пресконференција на Стопанската комора на Северна Македонија. Најпрво да се представиме, јас и колешката Сања Николова сме новите портпароли на комората и ние ќе ги пренесуваме слабовите информациите и соопштенијата кои ќе искочат од Стопанската комора, ќе треба да бидат пренесени во јавност и верувам дека ќе воспоставиме успешна соработка во наредниот период. Темата на денешната пресконференција е новиот план за економски раст како катализатор на растот на економиите од Западен Балкан. Така да, со новиот план за раст за Западен Балкан, кој Европската комисија го представи ноември минатата година, фактички за економиите од регионот се отвараат нови можности за раст и тоа кои се заснуваат на можностите за пристап кон единствениот пазар на ЕУ, како и кон неограничените можности за пристап до четирите слободи на кои почива фактички и Европската Унија, а тоа се слободното движење на стоки, услуги, капитал и луѓе. Барањето за еден ваков постепен пристап од страна на приватниот сектор од регионот фактички беше покренато пред повеќе од 6 години преку иницијативите на Коморскиот инвестициски форум, чија основач е исто така и Стопанската комора на Северна Македонија. Принципот за инклузивно проширување, формулиран како барање од бизнес заедницата во 2018 година, се заснова на поставување на земјите од Западен Балкан на позиција на идни членки на Европската Унија, а не само како едноставни трговски партнери со кои Унијата има засилена соработка. Дополнително, ваквиот пристап фактички значи и отстапување од класичниот формат на кој се поставени и пристапните преговори за било која земја кандидат за Европската Унија, а тоа значи дека преговорите за членување на една земја во Европската Унија и можноста за пристап на отварање на единствениот пазар доаѓа кога ќе бидат завршени сите формално правни работи, чекори за пристапување на една земја во Европската Унија. Токму новиот план за раст на Западен Балкан овозможува нови потенцијали за економиите во регионот, бидејќи се заснова на промислата дека не треба да се очекува само земјите од регионот да ги преземат сите потребни чекори за да се приближат кон Унијата, туку и Унијата има обврска да направи и исчекор кон нив, а со цел да се забрза нивниот пат кон Европската Унија. Потребите за намалување на јазот на економската конвергенција се и повеќе очигледни, имено извештаите на Европската комисија за напредокот на земјите од Западен Балкан и на економиите фактички посочуваат дека регионот фактички се уште не има достигнато нивото на функционална пазарна економија, која што може да се справи со пазарните сили и конкурентските притисоци што доаѓаат пред се од Европската Унија. И покрај позитивните поместувања во изминатиот период, сепак просекот на БДП по глава на жител во регионот останува речиси 1/4 од просекот на 27 земји членки на Унијата. И покрај близината и другите поволни фактори за потекнување на трговијата, сепак интрарегионалниот извоз во регионот изнесува само 14%. Европската Унија останува доминантен извозен пазар за Западен Балкан, со тоа што за повеќето земји од регионот извозот во ЕУ е 5 пати поголем од извозот во земјите од СЕФТА. Како главни трговски бариери во надворешната размена се посочуваат административните и царинските процедури, безбедносните барени сертификати, вклучувајќи ги тука и санитарните и фитосанитарни мерки и технички трговски бариери. Фактички Европската комисија најави дека е потребно активно да се донесат некои активни мерки за склучување на меѓусебни договори за отстранување на овие бариери, како и за воведување на
CE ознаката за европски сертификат за сообразност со цел усогласување со EU стандардите за квалитет и безбедност на производите. Бизнес заедницата од регионот преку Коморскиот инвестициски форум има можност за директно да се вклучи и да даде допринос во овој процес. Имено минатата година, кога се работеше на структурата на новиот план за раст, бизнес секторот од регионот преку Коморскиот инвестициски форум беше консултиран за клучните приоритетни области и прашања за кои треба да се работи за забрзан пристап кон единствениот пазар на ЕУ. Исто така оваа година Коморскиот преку Бриселската декларација од самитот на ЕУ и Западен Балкан, Коморскиот инвестициски форум доби мандат да работи на подготовка на новиот акцијски план за единствениот за заеднички регионален пазар, кој што треба да биде основа за унапредување на регионалната соработка. Придобивките од тоа за нашите компании ќе бидат огромни, може да видиме дел од нив и тоа од првиот столб на планот за раст. Така да едно од клучните прашања што ќе улесни соработката со европските компании се однесува на пристапувањето кон единствениот систем за плаќање на ЕУ, тоа е СЕПА, доколку македонската економија се вклучи во СЕПА, фактички бенефитите за македонските компании значат намалени трошоци за прекогранични плаќања, намалување на провизиите за трансакциите, потенцијални заштеди од 500 милиони евра со намалување на цената на трансакцијски трошоци, скоремување на брзината на плаќањата, но и намалување на неформалната економија преку едноставни безготовински плаќања. Инаку Северна Македонија во месец април фактички ја достави својата предапликација за членство во СЕПА и се очекува овие придобивки да станат достапни за македонските компании во текот на следната година. Следниот таков пример се однесува и на воспоставувањето на зелени коридори, кои што беа воспоставени за време на пандемијата со COVID-19 за да се улесни движењето на лекови и основни добра помеѓу земјите од Западен Балкан, а набрзо беше покрената иницијатива и за нивно проширување на сите клучни гранични премини со кои се поврзува регионот со Европската Унија. Меѓутоа, поради недостаток на правна основа од страна на земјите членки на ЕУ за размена на податоци со земјите нечленки со кои граничат, зелените коридори започна да се воспоставуваат фактички на клучните гранични премини кои го поврзуваат регионот со ЕУ, но само во еден правец. Па токму затоа мерките од новиот план за раст предвидуваат целосна размена на податоци, што ќе овозможи значително скратување на времето за чекање на граничните премини, но и заедничко признавање на овластувањата на овластените економски оператори. Придобивките од ова за нашите компании ќе бидат огромни. Само во 2023 година од постојните зелени коридори, времето на чекање на граничните премини доста се намали, што придонесе 20 години време на чекање да биде заштедено на граничните премини, врз основа на веќе поставените интеррегионални зелени коридори. Додека пак со целосно функционални зелени коридори на сите гранични премини кои го поврзуваат регионот со ЕУ, намалувањето на времето на чекање на граница за 3 часа бе било слично со намалување на царинските стапки за 2% во сите економии. А истовремено и зелените коридори ќе допринесат за обезбедување на континуирано функционирање на ланците за снабдување. Исто така ќе ја поттикнат и зголемувањето на трговијата и ќе го направат регионот попривлечен за инвеститорите. Јас до тука па може да продолжи колешката Сања. Така, благодарам. На активностите на Коморскиот инвестициски форум. Така, благодарам Владко. Како што колегата претходно напомена, Стопанската комора е активно вклучена во овој процес
и тоа пред се преку активностите во рамки на Коморскиот инвестициски форум, како една од основачките комори на оваа значајна бизнис платформа, која низ годините е препознаена како глас на бизнис заедницата од регионот, представувајќи над 300.000 компании, главно мали и средни предпријатија. Во моментов Стопанската комора на Северна Македонија со останатите 5 комори од регионот е вклучена во имплементација на активностите во рамки на новиот проект поддржан од страна на Европската Унија, а директно имплементиран од Коморскиот инвестициски форум. Проектот обезбедува сеопфатен пристап, приспособен да одговори на специфичните предизвици со кои се соочуваат компаниите, со цел да го поттикне нивниот раст, да придонесе за зајакнување на нивните капацитети, но и на нивното регионално поврзување. Проектот нуди поддршка на компаниите од регионот и тоа во повеќе аспекти. Една од главните цели на проектот е зголемување на конкурентноста на компаниите од Западен Балкан со создавање на поунифициран регионален пазар, преку намалување на економските разлики и поттикнување поблиски трговски врски помеѓу бизнис заедниците, пред се во регионот, но и со Европската Унија. Оваа активност компаниите од регионот ќе имаат можност да напредуваат во една поинтегрирана и попространа пазарна средина. Понатаму во рамки на проектот се работи на активности за зајакнување на регионалната соработка, односно со промовирање на деловната соработка и инвестициите преку дигиталните алатки и настаните за вмрежување кои што се организираат во рамки на Коморскиот инвестициски форум. Активностите се целосно насочени кон подобрување на интрарегионалната соработка, како и зголемување на трговската размена и инвестициите меѓу бизнис заедниците од регионот. Проектот исто така се стреми кон овозможување на регионално и меѓународно учество на меѓународни саемски манифестации и настани за малите и средни предпријатија од регионот. Со оваа активност, малите и средни предпријатија од регионот ќе добијат поголеми можности за пристап до нови пазари, но и нови можности и облици за соработка. Предвидени се заеднички настапи и промоција на бизнисите од регионот, зголемувајќи ја нивната видливост, нивниот потенцијал за развој на нови партнерства и вклучување во сенџирите на снабдување. Понатаму, во рамки на проектот се креираат и дополнителни услуги за поддршка на малите и средни предпријатија, кои што се препознаени како еден од главните двигатели на економиите во регионот. Во рамки на проектот ќе се креираат нови алатки кои што ќе овозможат полесен пристап до информации во врска со отворените, односно достапните фондови и можности за финансирање кои што се нудат од страна на Европската Унија, но и ќе има дополнителни услуги, приспособени, индивидуализирани обуки за дигитализација и промоција на извозот кои што ќе се нудат на малите и на средните предпријатија од регионот. Овие алатки се идентификувани како неопходни за проширување, раст и развој на компаниите, што дополнително ќе ја зајакне нивната позиција на регионалниот, но и на глобалниот пазар. Со цел подобрување на достапноста на пазарот, во рамки на проектот ќе биде поддржан развој на заедничка регионална трговска марка, односно Regional Trademark, која што ќе биде регистрирана во Европската Унија, но и во сите 6 економии од Западен Балкан. Со ова ќе се придонесе за полесен пласман на регионалните производи на единствениот пазар на Европската Унија, кои го сочинуваат речиси 500 милиони потрошувачи, но и ќе го промовира регионот на Западен Балкан како регион што нуди препознатливи производи што ги следат стандардите на Европската Унија. Понатаму во рамки на проектот ќе се работи на дополнително надградување на Market Access базата, односно база на податоци за пристап на пазарите од регионот и Европската Унија. Оваа база во рамки на Коморскиот инвестициски форум беше креирана уште во 2019 година.
Представува една од клучните дигитални алатки во рамки на Коморскиот инвестициски форум, со над 2200 регистрирани компании и над 2400 корисници на истата. Базата е составена од неколку модули, значајни модули за компаниите, кои што содржат информации и нудат можности за вклучување на компаниите во синџирите на снабдување. Потоа нудат информации и можности за билатерални, односно B2B вмрежување на компаниите, информации за учество на настани и модул за понуда и побарувачка. Оваа дигитална алатка всушност служи како мост поврзувајќи компаниите од Западен Балкан и големите мултинационални компании кои што имаат потреба да се приклучат кон глобалните и регионалните синџири за снабдување и потреба од пронаоѓање на партнери, бизнис партнери. Не само што ја поттикнува размената на податоци меѓу компаниите, туку и обезбедува дополнителни можности за идно проширување и продлабочување на трговската соработка. Во рамки на проектот исто така ќе се работи, односно и веќе се работи на креирање на нова алатка за помош при сертификација и усогласување со стандардите на стандардите на Европската унија. Оваа алатка особено е важна за извозно ориентираните компании кои што сакаат да ги пласираат своите производи на европскиот пазар, како што претходно спомена и колегата Владко. За да се надмине целата сложеност на пристапување кон единствениот пазар, пакетот едноставно ќе им помогне на компаниите да се усогласат со строгите стандарди на Европската унија во однос на нивните производи. Со обезбедување поддршка за добивање на потребни сертификати и усвојување на стандардите за здравје, безбедност и животна средина на Европската унија, бизнисите ќе можат да го подобрат квалитетот на нивните производи и нормално нивната конкурентност на меѓународната сцена. Фокусиран на малите и средни предпријатија, проектот ќе го олесни процесот за добивање на меѓународни признати сертификати, како што е CE марк, односно CE ознаката, која е од клучно значење и служи како доказ за усогласеноста со европските директиви за квалитет и безбедност на производите. Процесот е многу често многу сложен и многу скап. Меѓутоа, со креирањето на оваа нова алатка ќе биде поедноставен. Оваа нова алатка ќе биде интегрирана во Market Access датабазата, односно базата на податоци за пристап на пазарите од регионот и Европската унија. Алатката ќе ги води компаниите низ процесот на утврдување дали нивните производи ги исполнуваат регулативите на Европската унија, заштедувајќи им време и ресурси за обезбедување на потребната документација и сите останати сертификати кои што им се потребни за пласман на нивните производи на пазарот на Европската унија. Во рамки на проектот исто така ќе биде обезбедена и обука и поддршка која што ќе им овозможи на компаниите ефективно да се движат низ целокупниот процес на прибирање на таа документација и сертификација. Не само што на овој начин не само што ќе бидат зајакнат извозниот потенцијал на малите и средни предпријатија од регионот, туку и ќе биде подобрена нивната конкурентност на глобалната сцена. За крај би сакала само да искористам оваа прилика да информирам дека во рамки на Коморскиот инвестициски форум е отворен нов повик за мали и средни предпријатија од 6 економии на Западен Балкан за учество во програмата за техничка помош за пристап кон европските и светските пазари. 70 избрани мали и средни предпријатија од регионот на Западен Балкан ќе можат да добијат помош околу пласирање на нивните производи на пазарите на ЕУ со фокус на Германија и Италија. Оваа алатка ќе биде сосема бесплатна за компаниите. Најуспешните учесници во програмата за техничка помош ќе имаат можност да учествуваат
или на инвестицијската конференција, односно денови на снабдувачи, која што ќе се одржи во Берлин, Германија на 24 септември 2024 година, или на сајмот за градежништво во Болоња, кој што ќе се одржи во периодот од 9 до 12 октомври оваа година. Аплицирањето на програмата е ограничено за мали и средни компании, кои што се регистрирани во еден од следниве сектори. Значи, тука спаѓа инфраструктура, мобилност, односно автомобилска индустрија, метал, пластика, текстил, земјоделство, градежништво, односно проектирање, изведба, инженерство на постројки и друго. Повикот е објавен на веб страната на Стопанската комора на Северна Македонија и е отворен до 12.7. оваа година. Благодарам.